Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Во денешното издание ќе добиете информации за предстојното одбележување на денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, 25 април, а ќе зборуваме и за новото студентско научно списание на Укло, Нови хоризонти, и првиот зборник на студентски трудови од одржаната универзитетска студентска конференција во 2023 година. Останете заедно со нас на 90,8 да дознаете повеќе. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Срце отвори, дојди ми ти, душа одмори во мој миг. Како јас, овој живот слика се во нас, сакам да те викам, мојот сон, сакам да те чувам цела ноќ. Дојди ми ти,
На почеток да најавиме дека в четврток на 25 април 2024 Универзитетот Свети Климент Охридски Битола со посебен настан во Europe House во културно-информативниот центар Офицерски дом во Битола ќе ја прослави 45 годишнината од своето основање. Истовремено ќе одбележи и 90 годишнината од формирањето на првото здружение на битолските студенти во 1934 година, кои студирале во разни универзитети и факултети на предвоена Југославија, но и на оние што се школувале надвор од земјата. На панел дискусијата, професор доктор Александар Стериовски, поранешен проректор на УКЛО, хроничар на Битола, ќе ги запознае присутните со причините, целите и активностите на здружението, а ќе се слушнат и денешните студенти, како тие се организираат и дејствуваат во ова денешно време. На настанот ќе бидат представени новото студентско научно списание на УКЛО, Нови хоризонти, и првиот зборник на студентски трудови од одржаната универзитетска студентска конференција во 2023 година, а светлото на денот ќе го види и првиот број на новото универзитетско студентско гласило Студентски магазин. Исто така ќе бидат поставени две изложби. Изложбата од каширани фотографии насловена Земјата и тутунот, студентски кредит, кои се дел од најголемата збирка од каширани фотографии на Балканот во Заводот и музеј Прилеп. Со ова изложба на некој начин се најавува и одбележувањето на 100 годишнината од основањето на најстарата единица на УКЛО, Институтот за тутун во Прилеп. Изложбата Уклографија пак, подготвена со сестрна поддршка на Државниот архив на Република Северна Македонија, одделение во Битола, ќе го отслика УКЛО од неговите почетоци до денес. Инаку во рамки на прославата по повод 45 години од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, на 26 април ќе бидат промотирани нови 11 доктори на науки на универзитетот. Во организација на Универзитетското студентско собрание на УКЛО пак се одржа традиционалниот надпревар за ораторство УКЛО Тривиум. За него повеќе во нашите други емисии. Kako što ti velim
И како што кажавме на самиот почеток на емисијата за Универзитетот отворено на Укло ФМ Битола, тука денеска ќе говориме и за промоцијата на првиот број на Нови хоризонти, списание за студентски истражувања и зборникот на студентски трудови. Дивното представување беше на пресконференцијата што се одржа на 16 април 2024 во ректоратот на УКЛО. За новото списание Нови хоризонти зборуваше проректорот за наука на УКЛО, професор доктор Горан Илиќ, кој воедно е главен и одговорен уредник на научното списание Хоризонти и на Нови хоризонти. Оно што посебно импонира во поглед на Нови хоризонти е дека представува прво македонско списание од овој вид, нагласи тој пред присутните. Неговото обраќање ви го пренесуваме во целост. Ми представува чест и задоволство денес од име на целокупниот ректорски менеджмент да го промовираме новото списание на нашиот универзитет, насловено како New Horizons, Journal of Student Research, и на македонски јазик Нови хоризонти, списание за студентски истражувања. Паралелно со ова списание, ја имаме честа да го промовираме и зборникот на трудови кој што произлезе од годишната студентска конференција на нашиот универзитет. Најпрво би преговорил нешто накратко, воведно во делот на списанието Нови хоризонти, бидејќи имам таа чест со одлука на ректорскиот колегиум да бидам именуван за главен и одговорен уредник. Заедно во сите овие активности кои што ги покренавме во делот на научно-истражувачката работа и академското издаваштво, кој што е посебен мој интерес и работа како проректор за наука, морам да се заблагодарам на ректорот, професорот Неделковски, на проекторката Јасмина Бујновска-Талевска, на проекторот Јове Димитре Талевски, на проекторот Светко Андреевски и на председателот на Сенатот на универзитет Николче Јанкуловски, кој што се дел од одборот на самото списание. Меѓу другото, најголемите виновници, така да се изразам, за конечниот и финален продукт кој што се наоѓа пред вас сите, му го должам на колешката Елена Китановска, на колегата Благо Неновски, кој што сесебно, максимално одговорно и активно партиципира во целокупната обработка на примените научни трудови, нивното процесирање до рецензентите, комуникација со рецензентите, со авторите, со менторите на трудовите и на крајот објавувањето на конечните прифатени трудови. Да се заблагодарам исто така на сите членови на меѓународниот уреднички комитет на списанието Нови хоризонти, кој што брои импресивен број на наши колеги, истакнати професори, научници од странство. Инаку, оно што посебно импонира во поглед на Нови хоризонти е дека представува прво македонско списание од овој вид. Нашиот универзитет уште еднаш се појавува како пионер, знаменосец на нови промени во нашето општество и генерално во академската средина. Едно од главните цели на нашиот ректорски менеджмент под водство на ректорот професор доктор Игор Неделковски е максимален пробив во научните кругови, особено во меѓународни рамки. Двете списанија со кои што располага и ги издава нашиот универзитет, тоа е Хоризонти и Нови хоризонти, дефинитивно со нивното редизајнирање, целосна реобработка и нивното подготвување, дефинитивно нашиот универзитет станува сериозен актер во меѓународните академски односи, особено во светот на академското издаваштво. Нови хоризонти и првиот број Нови хоризонти представува сериозен исчекор напред, бидејќи го направивме од нула. Сега започнува всушност авантурата, како што ја самиот во предговорот на Нови хоризонти апострофирам, започнува авантурата во научно-истражувачка дејност, предводена од нашите студенти. Тоа е многу важно да се нагласи и тоа ние особено го почитуваме. Инаку, трудовите објавени во списанието Нови хоризонти, тоа се најдобрите трудови, селектирани од страна на и изработени од страна на наши студенти, кои биле презентирани на годишната студентска конференција, која што организира проекторката Бујновска-Талевска како ресорен проректор во делот на работата со студенти и од кои произлегоа мноштво трудови,
Само дел од нив се поместени во нови хоризонти, а остатокот од трудовите, бидејќи заслужуваат должно внимание сите подеднакво, се објавени во зборникот на самата конференција. Оваа пракса ќе продолжи и понатаму. Она друго што сакам да го споменам е дека во рамките на нови хоризонти во иднина ќе се објавуваат и докторските истражувачки проекти на нашите докторанти. На таков начин ние ќе обезбедиме и видливост на самите независни докторски истражувачки проекти, да користам законската дефиниција на тој институт, и на таков начин ќе обезбедиме и видливост, но и достапност за странски автори кон нашите докторанти како автори на нивните докторски истражувачки проекти, особено кога ќе започне се примени правилникот за трети циклус студии, каде што тоа е јасно дефинирано. Нови хоризонти како списание ветува многу. Јас бев фасциниран, позитивно изненаден, и тоа го сподели со моите колеги и со професорката Бунеска Талевска во делот на квалитетот на трудовите. Трудовите ниту еден од нив не е од мојата научна област. Но, она што мене ми беше интересно, бидејќи јас ги гледам низ призма на методологија на истражување. Тие се исклучително добро и квалитетно методолошки поставени. Очигледно менторите кои што работеле со студентите методолошки ги потковале самите студенти, им помогнале, тоа што е главна задача на менторот, за на крај да добиеме ваков квалитетен резултат. Јас верувам дека со вакво темпо, нови хоризонти ќе биде многу подобро од претходното хоризонти списание, а доколку повеќе ме радува фактот дека тоа го прават нашите студенти. Инаку во поглед на начинот на функционирање и концепираност на ова списание, тоа е и уникатно и по една друга карактеристика. Единствено, кој што може да аплицира со свој научен труд за ова списание е тоа дека мора да биде студент. Но, паралелно со тоа, тој мора да има свој ментор. Што значи неговата работа мора да биде следена во континуитет со менторот кој што го предлага самиот автор на трудот. Покрај тоа, покрај присуството на менторот и менторската работа со авторот на трудот, тука влегуваат, стапуваат на сцена и рецензенти на нашето списание, кои што на еден начин придонесуваат кон подигнување на квалитетот на самото истражување, на самиот труд. Тоа е карактеристично за ова списание и тоа треба да обезбеди уште поголем квалитет на трудовите и автоматски тоа на списанието. Бидејќи во престојниот период ние имаме многу планови со ова списание. Откако веќе се објави оваа списание пред некој ден електронската верзија, денес пред нас имаме печатената верзија на ова списание. Јас ќе започнам со постапка за индексирање на ова списание во репутабилни бази на палатоци, кои што индексираат академски или научни списанија. Така да, лека по лека, ова списание дефинитивно ќе стане едно сериозно и престижно списание, кое што во иднина ќе треба да привлече и автори, студенти од странство. Идејата на нашиот уредувачки одбор и на ректорскиот менеджмент е ова списание да не биде списание само за УКЛ, туку да биде списание за сите автори од светот во издание на УКЛ. Уште еднаш УКЛ се појавува буквално како сериозен и активен актер во тие меѓународни академски односи. Двете списанија, Хоризонти и Нови хоризонти, јас често пати кажувам дека представуваат прозорец кон светот на нашиот универзитет. Тие го водат нашиот универзитет во светот и светот го донесуваат на нашиот универзитет. Јас веќе имам голем број на пораки на комуникација со колеги од различни држави ширум светот. Со Индонезија, Индија, Бразил и така натаму. Нешто што е поекзотично, нешто што излегува надвор од европските рамки. Целта на ова списание е да стане во целина меѓународно. По природа и во суштина списанието е меѓународно, бидејќи последува меѓународен уредувачки одбор. Но тоа дополнително ќе потврди неговата интернационалност или меѓународност со учество на автори од странство, кои што ќе пратат нивни трудови да бидат рецензирани и на крај објавени во нашето списание. Стандардите на квалитет за кои што се грижиме како уредувачки одбор, од број во број ќе бидат подигнувани и ќе бидат се построги, бидејќи
тенденцијата добиваме само квалитетни научно-истражувачки трудови. Друга мотивација немаме. Бидејќи сметаме дека само преку објавување на квалитетни научно-истражувачки трудови ние ќе можеме да обезбедиме престиж за ова списание кој што денес тука го промовираме. Тоа се однесува и на нови хоризонти, тоа се однесува и на хоризонти. Секој почеток е тежок, но ние го направивме првиот чекор. Јас посакувам многу успех на сите вас кои што објавивте ваши трудови во овој прв број на списанието. Навистина благодарам на вашите ментори кои што се погрижија околу изработката на трудовите, ве поучувале, ве следеле во текот на изработка на трудовите и сметам дека вие сте првите кои што дадат тој најсилен импулс за понатамошен прогрес на ова списание. Сегде околу нас љубов ефтина, со рака просјачка и мантил искинат, но мојата ке трае се дури сум жив. Твоето име дае мој последен здив. Ако не те сакам, зошто ми е мака, кога ноќ ке падне и ке ми помине без тебе. Ако не ми требаш, тогаш што ми прави, кога ке ме гушнеш, светла топлина во гради. Ако не те сакам, зошто боли вака, секој Божи ден, што ке ми помине без тебе. Ако не ми требаш, зошто суша, ти ми оставаш во душа, кога и да заминеш. А сега одете си сите, сакам да сум сам. Не би ме разбрале, ни да ви објаснам. Ве имам како своји, но ми фали едно лице, сокриено во моето непродирно срце. Ако не те сакам, зошто ми е мака, кога ноќ ке падне и ке ми помине без тебе. Ако не ми требаш, тогаш што ми прави, кога ке ме гушнеш, светла топлина во гради. Ако не те сакам, зошто боли вака, секој Божи ден, што ке ми помине без тебе. Ако не ми требаш, зошто суша, ти ми оставаш во душа, кога и да заминеш. Ако не те сакам, зошто ми е мака, кога ноќ ќе падне и ке ми помине без тебе. Ако не ми требаш, што ми прави, светла топлина во гради, кога ке ме прегрнеш. Секој Божи ден, што ке ми помине без тебе. Ако не ми требаш, што ми прави, светла топлина во гради, кога ке ме прегрнеш. Ако не те сакам. Веќе кажавме, минатата недела беше представен и зборникот на трудови од одржаната универзитетска студентска конференција 2023. За него зборуваше проректорката за студентски работи на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Ја слушаме и неа во продолжение.
сакам да испратам посебна благодарност до нашите студенти кои што се автори на трудовите, сместени и во списанието Нови хоризонти и во зборникот на трудови од Универзитетската студентска конференција 23-та и секако да изразам благодарност за моите колеги, професори кои излегоа од својата зона на комфор и беа ментори на студентите кои што напишаа трудови, ги презентира трудовите на двете последователни универзитетски студентски конференции. Со оглед дека трудовите кои што се сместени во зборникот на трудови и во списанието Нови хоризонти се плод на тие универзитетски конференции, сакам да спомнам дека студентските конференции на нашиот универзитет не се новина. Се случувале и претходно на секој од факултетите, ќе се случуваат и во иднина, меѓутоа идејата за отпочнувањето на универзитетска студентска конференција беше само обид на овој ректорски тим во еден ист момент, на еден ист простор, во исто време да се сретнат, да се представат помеѓу себе, да се дружат и заедно да низ учење, низ презентација, да соработуваат студентите и професорите од единиците. Првата универзитетска студентска конференција во 2022 година имавме 38 студентски трудови, 64 автори и ментори, меѓутоа голем дел од пропозициите кои што ги следеа студентите и менторите на студентската конференција не соодветствува на оно што го бара списанието Нови хоризонти и затоа ни требаше толку долг период да ги подобриме трудовите. Следната конференција и повикот кој што беше испратен да види во согласност со оно што списанието го бара, за да веќе можеме да издвоиме дел од трудовите, за да бидат сместени во списанието Нови хоризонти, а се со цел да не наштетиме на неговата репутабилност и на потребата за индексирање во иднина. Токму заради тоа имаше многу прашања во текот на овие 2 години, зошто не е издадено списанието, зошто не е издаден зборникот, меѓутоа верувајте и сигурно сите сте сведоци дека прво работата на организација на една студентска конференција, нејзината реализација, потоа оценувањето на трудовите и нивното ставање во функција да бидат објавени во списание во зборник на трудови е еден навистина долгорочен и тежок процес кој што треба да следи многу правила и принципи до негова реализација. Но среќни сме и задоволни затоа што еве денес го имаме исписанието Нови хоризонти, кое вклучува два студентски трудови од Универзитетската студентска конференција 22 и 4 студентски трудови од Универзитетската конференција 23. Сите останати трудови од Универзитетската конференција која организиравме во декември 23 се во овој зборник на трудови и ветуваме дека во следниот период ќе издадеме уште еден зборник на апстракти од Студентската конференција 22 и зборник на постери од двете студентски конференции. Тоа со единствена цел ниту еден од студентите да не се почувствува изоставен, ниту еден труд да не биде забележан во мемуарите и во нашите универзитетски изданија. Велам, потребно беше подобрување, потребно беше информирање на студентите, информирање на менторите што тоа ќе значи, меѓутоа сега имаме едно навистина високо ниво на поставени критериуми кои што апсолутно се согласувам во иднина ќе даваат уште подобри студентски трудови, односно по голема видливост на студентската работа. Сакам да нагласам дека воведовме многу новини во рамките на студентските конференции, од оценување до само оценување на студентските конференции. Не само што беа студентите вклучени, но беа вклучени многу ресорни комисии во рамките на универзитетот. Комисијата за студентски работи, за што сум посебно благодарна, Комисијата за издавачка дејност
и секако сакам да се заблагодарам на тимот кој што работеше на организација и реализација на универзитетската конференција, на тимот кој што ги прибираше трудовите, кој беше постојано во контакт со студентите и постојано на линија да направиме нешто што значи квалитетен студентски труд и секако да продолжиме во насока на подобрување на конференцијата, а со тоа и подобрување на студентските истражувања. Конечно, сакам да се заблагодарам повторно на студентите, на председателот, еве го гледам на студентското собрание, кој не само што беше актор, но и дел од организацијата на студентската конференција и само еве да се надеваме дека следниот декември ќе имаме уште поуспешна студентска конференција, овој пат хибридна, заради тоа што сакаме студентската конференција 24-та да ја реализираме под плаштот на Алијансата на Европскиот универзитет Колорс и очекуваме да имаме и со физичко присуство, но и онлайн вклучување на голем број на студенти од сите 9 универзитети во рамките на Алијансата. Sediš i ne poglednuvaš vo mene. Iljada lica i ti, suncevo noć među njih. Begajki cel život ko zainat se me navraća na tebe. Ja sam samo patnik koji što nema ništo svoje osven sebe. Možem da prihvatam se, toliko su slab na tebe. Jasne su vinoven, ti mi trebaš kako dobar den. Posle se da sme sami pod zvezdite načekor od tebe, a nikako do tebe. Jasne su vidoven što ti si mi se. Često moj pogled leta preko tuđi ramena do tebe. Noga preko noga sediš i ne poglednuvaš vo mene. Možem da prihvatam se, toliko su slab na tebe. Jasne su vinoven, ti mi trebaš kako dobar den. I posle se da sme
седа сме сами под звездите. Насеко до мене, а никако до тебе. Јас не сум виновен што ти си ми се. На промоцијата на новото студентско научно списание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола Нови хоризонти и на првиот зборник на студентски трудови од одржаната Универзитетска студентска конференција во 2023 година присуствува и дел од студентите чии трудови се објавени во списанието Нови хоризонти заедно со нивните ментори. Разговорите со нив слушнете ги во продолжение. Декане Караболовски и вие како ментор на Христијан Саламовски на трудот кој што беше презентиран на Универзитетската студентска конференција 2023 и можам да кажам дека уште тогаш кога разговарав со Христијан кажа дека трудот е веќе на англиски јазик со цел да може со него да се излезе и надвор од границите на Македонија на други конференции. Но еве сега виделината ја виде токму во Нови хоризонти. Така е, значи се направи еден труд многу интересен, кој опфаќа една компаративна молекуларна патологија на малигните заболувања, доста публициран во светски рамки, меѓутоа за прв пат еве и на нашиот универзитет, па можам да кажам слободно и во македонската јавност. Се работи за еден труд за каде што ние се обидовме така пионерски да кажеме колку се битни животинските модели во истражувањето на овие малигни заболувања помеѓу значи хуманата и ветеринарната медицина, затоа што од една страна имаме ситуација каде што мораме да признаеме поголеми средства се бидејќи тоа се страшно скапи истражувања се извојат во хуманата медицина и тоа секогаш така било. Меѓутоа од друга страна нашите модели, односно тие истражувања се вршат секогаш на нашите животни, тоа се со посебни добиени дозволи така натаму легалистички, меѓутоа нашите многу полесно се изведуваат тие истражувања на животински модели нормално. А понатаму кажавме колку е слична биологијата на тие неопластични заболувања и кај животните и кај луѓето во хуманата медицина. Христијан имаше одличен труд, еве да кажеме, кој што еве најде место, како што кажавме, во Нови хоризонти. Прв пат се објавува тука или веќе имаш конкурирано со него и на други конференции надвор од Македонија? Прв пат се објавува овој труд, напишавме со професорот, многу интересен труд, многу интересна тема, таа е сега тренди тема, се зборува насекаде за неа на светот. Онкологијата, како што кажа и професорот, повлекува многу средства, многу добра тема за истражување и баш ми е мило дека и нашиот универзитет, и јас мислам дека прв пат се објавува ваков труд за компаративна онкологија. Добар пример и за студентите во иднина. Многу ми е мило дека имаме вакви можности за истражување. Студентите треба повеќе да истражуваат и баш ми е мило дека ова ректорска управа направи ваква конференција за нас и дека имаме можност да објавиме вакви трудови и да истражуваме. Заклучокот од трудот е колку и да се прави истражување во хуманата медицина, животните дефинитивно се многу потребни и животните и луѓето си требаат едни за други, бидејќи, како што каже и професорот, животните и луѓето се многу слични, еве веќе има сега и генетски модифицирани органи, се пресадуваат од животни на луѓе, па и одредено време и живеат, се прават истражувања, ова се најнови истражувања, како што реков, тренди тема, има многу потенцијал и дефинитивно се повеќе ќе се истражува поврзаноста на животните на луѓето. Студентите заинтересирани за истражување, барем од она што можеме да го видиме на конференциите што се организираат на УПЛО, но она што го и напомена проректорот Илич, многу е важна и методологијата на пишувањето и истражувањето, а тука се секако менторите најпотребни. Да, така, секако, значи, секој кој завршил постдипломски студии, еден од првите испити е статистика и методологија и секогаш ќе бидат запазени тие
Ние сме тука како коректори и водичи на нашите студенти. За нив е тоа, морам да признам, ново нешто. Во нашиот случај, па и во другите испадна се што треба. Размислувате веќе за следната универзитетска конференција? Точно, планот е направен. Овај пат кадиме со една многу горлива тема за ова подрачје од Европа. Тоа е во народот познато како кучешка тенија или стручно медицински ехинококусот, кој за жал го има во нашите предели, нашето поднебје. Се поврзува на прво место со бездомните животни, писам на прво место кучињата, мачките. Второ е поврзано со хигиенските навики на луѓето и трето со нивото на свест и оние собственици кои чуваат домашни миленици за прочистувањето од паразити. Ке објасниме се. Планот е да направиме заедно со одделението за хирургија од Битолската болница со вклучување на лекари од таму. Мислам дека ќе биде прифатено тоа и да објавиме и статистички податоци колку операции се извршени во клиничката болница во Битола од ехинокок, кои органи и да покажеме во јавноста колку е таа опасна болест. Едно мало невнимание од една изедена немиена доволно салатка или јагода, вие можете да си го уништите животот. Тоа ќе биде наша следна тема. Обемна за истражување би рекла, меѓутоа еве ќе дозволите на минатата 2023 година конференција имаше голем број на студенти од ветеринарниот факултет кои што се пријавија за учество. Значи ли тоа дека се повеќе се заинтересирани за истражување вашите студенти? Да, апсолутно. Значи тука и колегите се многу заслужни кои стојат зад нив и секојдневно работат за да подготват трудови кои се со интересна тематика. Ви благодарам за разговор. Денис Арсовски, предавач на Високата медицинска школа во Битола. Можеме да кажеме дека веројатно горд за тоа што два труда на кои што работевте заедно со вашите студенти или поточно студентите работеа со вас како нивни ментор, објавени едниот во списанието Нови хоризонти, а другиот во зборникот на трудови. Така, добар ден на сите. Особено чест и задоволство ми е како млад предавач на Високата медицинска школа да имам чест со двајца студенти да работам, во кој што едниот е, како што беше кажано на промоцијата на спасението, е избран како за најдобар труд, кој што влегува во Нови хоризонти, додека другиот е во зборникот на трудови од студентската универзитетска конференција 2023. Работевте напорно, тешко? Макотрпно работевме, во кој што дел од физикалната рехабилитација некаде траеше повеќе месеци. Обработката за трудот, односно методологијата за трудот во однос на ракометарите на општина Битола, бидејќи општина Битола може да се пофали со доста квалитетни ракометари. Макотрпно исто работевме во однос на тоа со кој што ги земавме сите потребни податоци, меѓутоа ги запазивме етичките аспекти во однос на истражувањето со помош на мојот колега, студент Христијан. Епа да го слушнеме и Христијан, имавме можност Христијан да се запознаеме и да поразговараме додека траеше универзитетската студентска конференција 2023. Интересен труд кој што имав можност да го проследам, но и да го презентирам пред слушателите на УКЛО-ФМ Битола. Но ајде да повториме уште еднаш, да ги запознаеме. Се работи за истражување со меродавни податоци за сезоната актуелна тогаш 2022-2023, каде јас како дел од физиотерапевтскиот тим справив кратко истражување, не со цел да биде објавено на овој начин, туку беше само за собствена лична надоградба, но еве со помош на факултетот, со помош на мојот ментор Денис Арсовски, овај труд успеа, овој истражување успеа да види светлината на денот и тоа во вакво издание и во вакво списание. Истражувачката работа како изгледа? Тешка, лесна? Па бараше само константност, пошто податоците беа земени од секој ден, од 20 играчи колку вклучуваше тимот, константно секој ден во текот на 9 месеци беа земени податоците, така што најмногу се бараше константност. Конкретно студијата, истражувањето е околу спортска екипа, околу играчи, но општо земено превентивата во сите полиња треба да биде зајакна. Фокусот треба да се пренеси пред се на превентивата. Превентивата од повреди, посебно во тим, каде што здравието и времето искористено за рехабилитација се многу битни. Фокусот и целта треба да биде на превентивата. Не е доволно и треба многу да се работи во тоа поле, на тој аспект, посебно во превентивата. Ова истражување и објавување во Нови хоризонти може би поттики за понатамошни истражувања?
Да, веќе се договоривме, веќе разговаравме со професорот уште од сега да се спремаме за наредна година. Има ли тема одредено или? Ќе најдеме, то несомнено. Борис Гушевски, председател на Универзитетското студентско собрание на УКЛО, студент на Техничкиот факултет во Битола. Борис, и твој труд објавен во Нови хоризонти. Така, токму како што кажавме, огромна честа еден мој труд да се најде во едно вакво научно списание, Нови хоризонти. Пред се загам да му се заблагодарам на мојот ментор, професор доктор Методија Атанасовски, кој што денес, за жал, не можеше да биде тука. Исто така да се заблагодарам на мојата колешка Меланија Илова, која што заедно со мене го изработивме овој научен труд. Трудот е на темата технолошки достигнување на батериите, интересен труд од аспектот на електроинженерството и самото инженерство и труд кој што се носи за самиот технички факултет, а општо и за мене. Истражувањата ги вршевте на факултет кај вас? Токму така, дел од истражувањата ги вршевме на факултетот кај нас, но ги правевме онлайн, но најмногу ни се понајде и самите лаборатории со кои што располага нашиот факултет, за да можеме да ги извршиме тие истражувања и да направиме некој експеримент. Во самиот труд е опишано достигнувањето на тие нови видови на батерии, кои за жал се премногу скапи, ние не можеме да ги нити да ги порачаме, нити да ги добиеме на некој начин, но со тоа што го имаме стари батерии, начин на кој што се полнат батериите, празнат батериите, искористување на нивната енергија и цел тој процес на полнење, празнење и добивање на енергија од самите батерии. Ова година 24-та повторно со истражувачки труд ќе те видиме? Се надеваме, не се надеваме, можем да подврдам до 90% дека повторно би наставил на универзитетската конференција со следен научен труд и оваа година се надеваме да биде исто толку успешен како и првиот. Како што веќе кажавме, новото студентско научно списание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола Нови хоризонти и првиот зборник на студентски трудови од одржаната Универзитетска студентска конференција во 2023 година ќе бидат представени и на прославата на 45 годишнината од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, настан кој ќе се одржи в четврток на 25 април 2024 во Europe House во културно-информативниот центар Офицерски дом во Битола од 12 часот. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си лана како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си лана како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме. Почитувани, тука завршува денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц со програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Кога сонце заоѓа и морето се бранува, ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме
jako, jako. Сега на све сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето, ти си ладна, како јануари. Сега на све сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето, ти си ладна, како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Zgrši me kako staklo. Ljubi me, samo ti znaješ kako. Gušni me, jako, jako. 24 časa sekој ден на 90,8 Укло FM Битола. Укло FM 90,8.